Денеска имаше состанок на кризниот штаб во општина Чешиново Облешево. За таа цел беа представници од Министерство за здравство, од Светска здравствена организација, професор Кучубовски кој што е професор и специјалист по хигиена и е сега поставен како координатор за состојбата со водите, доктор Раджовски, специјалист епидемиолог. Значи ние тука направивме и координација после тоа. Седнавме, разгледавме состојбата, наши стручни екипи од вчера се на терен. Во петокот исто беа земени мостри, имаме првични анализи, беа кажани во медиумите. И денес имаме анализи од состојбата на водата, се дадени препораки во медиумите, меѓутоа уште еднаш нагласуваме во однос на препораките да се употребува безбедна вода за пиење. Тоа значи дека населението во поплавените региони, а тоа е повеќе се работи за општина Чешиново Облешево, препорачливо е да користи флаширана вода за пиење. Исто така да се користи вода од цистерни. Значи рацете да се мијат со безбедна вода за пиење. Тоа значи дека може да се мијат со превривана вода, со превриена вода, да се мијат садовите кои што се употребуваат во подготовката за храна со безбедна вода за пиење. Исто така да се мие зеленчукот и овошјето. Многу е важно да се мие зеленчукот и овошјето со безбедна вода за пиење. Исто така даваме препорака доколку некој од поплавените региони има цревни заболувања или цревно-интестинални заболувања, да побере помош кај својот матичен лекар. Доколку, например, е во период кога неговиот матичен лекар не работи, може да се обрати во службите за итна медицинска помош или на телефонскиот број 194. Моето доаѓање денеска беше за време на состанокот на кризниот штаб да се увериме во актуелната епидемиолошка состојба во регионот, посебно во поплавените подрачја, се со цел да видиме дали доминираат заразни заболувања од наш интерес, а тоа се пред се цревните заразни заболувања, при што се констатира дека на нивото на регионот кој што е поплавен и во Центарот за јавно здравје има само поединечни случаи на цревни заразни заболувања кои што не се поврзани помеѓу себе. Не станува никаков збор за сега за било каква епидемиска појава. Понатака дадовме совети на колегите во Центарот за јавно здравје да внимаваат на периодот кој што следи заради инкубациониот период на одредени цревни заразни заболувања, пред се на алиментарните токсоинфекции, труењата со храна, салмонелозите и на она што може да следи како најлошо, а тоа е да се прелее епидемија на вирусен хепатит А, заради тоа што секој вид вирусен хепатит А следи поплава која што во еден одреден момент може да се јави во поголеми размери. Исто така стапивме во контакт со Центарот за јавно здравје, каде што гледаме дека за сега се функционира како што треба, дека колегите ја држат под контрола ситуацијата и се надеваме дека нема да се случи нешто што имавме минатијата година, крајот на минатата година во Штип, а тоа е покрај големите дождови што врнеа во регионот, па имавме и зголемен број на заболени од вирусна жолтица тип А. Последниве години во Република Македонија не сме имале појава на епидемија од цревни заразни болести по потекло од водата, така да и не очекуваме ниту сега да се јави такво нешто. Само еден апел да се појача личната хигиена и како и колективната хигиена, тоа што каже и директорот, каде ги мојот ценет колега Раджовски. Значи, граѓаните само да внимаваат добро на личната хигиена, да внимаваат што пијат, значи безбедна вода и да внимаваат на мијето и да користат безбедна храна, како и вообичаено, едноставно. Така да ништо не е критично, состојбата не е толку алармантна, нормално ние сме на штрек, што би рекли, и постојано нашите служби работат, имаме засилено земење надзор над земење примероци на вода, постојано работат нашите колеги на терен, во лабораторија резултатите се ништо посебно, нема нешто што би требало да алармира јавноста, но тоа не значи дека утре нема да го правиме. Значи ние ќе продолжиме се додека трае состојбата и додека не кризниот штаб и додека ние не кажеме да стоп едноставно и враќање на регуларните активности како претходно.